Na 21. dekembri 1941. godina во Рогатица во Источна Босна е одржано советување на Врховниот штаб на Југославија и на раководството на Народно-ослободителните партизански одреди на Босна и Херцеговина. Уводно излагање на советувањето поднесе врховниот командант Тито, кој даде оценка за воената и политичката ситуација, со осврт на настаните за и по првата непријателска офанзива во Србија. Меѓу другото, на советувањето е расправано за четништвото во тој дел на Босна и за спречувањето на неговите акции. За спречувањето на четничката активност на советувањето е решено во партизанските единици да се привлечат што поголем број партизани, пролетери од работничките редови, од фабриките и рударите од тој дел на Босна. Решено е во Источна Босна да се префрли првата пролетерска ударна бригада, за да се развие активноста и соработката на четниците со окупаторите. На советувањето е разгледана можноста за формирање нови партизански одреди и народно-ослободителните одбори, што ќе ја представуваат новата народна власт. Како резултат на мировните преговори меѓу Египет и Израел и со посетата на председателот на Египет Садат на Израел, премиерот Менахем Бегин стана првиот израелски лидер што стапна на арапско тло. Тој на 25 декември 1977 година допатува во Исмаилија за да се сретне со Садат. Двајцата државници разговараа во врска со израелското повлекување од окупираните територии на Синај. На 25 декември 1966 во Њу Делхи стотици сики излегоа на улиците за да бараат да се забрани законот за колење добиток, жртвувани животни според верувањето на хинду. 32 лица беа притворени за време на судирите кои избувнаа не само во Њу Делхи, туку и во тврдината на сиките Амритсар. Таму лидерите на сиките постоја и се закануваат дека ќе се запалат живи ако не ги уважат нивните барања. Чарли Чаплин, најомилениот комичар на светот, умре на овој ден во 1977 година. Роден во Лондон во 1889, Чаплин започна да работи на филмот во 1913 и стана звезда со неговите улоги на Мал скитник, со големи чевли, бастун и шешир. На крајот од својот живот Чаплин се насели во Швајцарија, каде што живееше со својата сопруга Уна до крајот на својот живот. Во 80-тите години на минатиот век во Југозападна Македонија започнува да се организира еден политички заговор кој во национално-ослободителната борба на македонскиот народ е познат како Брсјачка буна. Главната цел на заговорот била одбрана на македонскиот народ од безмилосната експлоатација на османлиските ограбувачи, разните бегови јаги и од зачестените качашки и разбойнички банди од Албанија, кои ги напаѓале селата и градовите во Македонија и немилосрдно го ограбувале и онака сиромашното население во Македонија. Овој заговор траел неколку години и постигнал добри резултати во одбрана на незаштитеното население. Меѓутоа, заговорниците не успеале доволно да се организираат и да дигнат восстание. Заговорниците биле постепено откривани од османлиските власти, така што во пролета во 1880 година заговорот во Западна Македонија бил ликвидиран. Градот Дарвин, Северна Австралија, на 26 декември 1974 осамна скоро уништен од циклонот што пустошеше во претходниот ден. 80 луѓе загинаа и 25.000 останаа без домови, а целото подрачје беше без вода и струја. На другата страна на Австралија, многу попријатна сцена. Започна големиот натпревар со јахти од Сиднеј до Хобарт. Во 1973 на овој натпревар зетоа учество 93 јахти.
Светот е многу заинтересиран за старата кинеска наука акупунктурата. Во Пекинг се држат многу курсеви на Институтот за традиционална медицина за лекари од странство. На 26 декември 1977 студентите беа запознати со некои тајни од долгогодишната метода за намалување на болките. Беше изведена изненадувачка демонстрација со акупунктура, кога се даде анестезија со акупунктура при царски рез, а мајката остана при свест. Индира Ганди беше одушевено пречекана кога беше ослободена од еднонеделниот затвор на 26 декември 1978. Нејзиното затворање доведе до немири во Индија, а за време на немирите загинаа најмалку 19 лица. Малку подоцна Индира Ганди повторно стана премиер на Индија. So I thought they would delay it till he was out of station, then they would have to wait till he came back, which is Friday. Од 27 до 29 декември 1942 година во Бихаќ е одржан првиот конгрес на УСОИ, Обединет сојуз на антифашистичката младина на Југославија. На конгресот присуствуваа 365 делегати. Прв говорник на конгресот беше врховниот командант на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија Јосип Броз Тито, кој поздравувајќи ги младите на првиот конгрес рече: Овој конгрес има огромно значење за нашата млада генерација. Тоа е манифестација на силата на нашата млада генерација. На конгресот беа поднесени неколку реферати за улогата на младите во Народно-ослободителната борба против фашистичките окупатори, младината и нејзината иднина во нашата татковина. Конгресот работеше 3 дена, а најмногу се расправаше за улогата на младите во борбата против окупаторите и за улогата на младината во зацврстувањето на братството и единството. Конгресот усвои резолуција за народните задачи на младите луѓе во Народно-ослободителната борба и упати прогласи до младината на Југославија. До младината на поробените народи на Европа, поздрави од младината на Советскиот сојуз и до младината на Англија и на Америка. 1938 година е година на крвави борби од граѓанската војна на Шпанија. Жестоките борби продолжија. Генерал Франко ја нападна Каталонија на југ и на 27 декември имаше серии воздушни напади врз Мадрид, кои причинија големи човечки жртви. По победата над Републиката во 1939 Франко заведе диктаторски режим во Шпанија. Американското присуство во Јапонија доведе до големи демонстрации во Токио на 27 декември 1972 година. Илјадници студенти се судрија со полицијата, додека протестираа против продолжената американска окупација на една воздушна база во Тачикава и против употребата на базата од страна на една јапонска воздушна сила, во која тие гледаа оживување на јапонскиот милитаризам. А сега гледате еден воз кој минува низ еден од најживописните предели на светот. Тоа е во Перу, а возот поминува 346 километри низ Андите на 3286 метри надморска височина од Дезапарадос во Хуанкајо. Во текот на патувањето на патниците им се дава кислород поради големата височина што ја поминува возот.
28. декември 1944 година историски ден за почетокот на Радио Скопје. На тој ден за прв пат низ етерот се слушна македонскиот јазик преку Радио Скопје, пренесувајќи ја работата на второто заседание на АСНОМ, кое заседаваше во Скопје. Во почетокот Радио Скопје емитуваше програма преку 200-ватен среднобрановен предавател. Со текот на времето Радио Скопје се развиваше, во употреба беа користени поголеми радиопредаватели. Во 1970 година Радио Скопје започна да емитува програма со 1000 киловатен предавател, кој овозможи чујноста на македонското радио да стане прозорец кон светот и да представува модерно средство за јавно информирање за настаните во земјата и во светот. Денеска Радио Скопје на првата, втората и третата програма емитува програма во трајање од околу 40 часа дневно. На 28 декември 1915 британската влада гласаше закон со кој воениот рок на граѓаните го прогласува за задолжителен. Британија веќе беше 16 месеци во војна со Германија и првата доброволна војска, или како што ги нарекоа првите 100.000 доброволци, веќе беа загинати или ранети. Како што е познато, во текот на Првата светска војна загинаа 9 милиони луѓе. На овој ден, во 1958 година, Аристотел Оназис беше во Кил, Западна Германија, за да присуствува на пуштањето на еден од неговите последни бродови. Тоа беше танкер за нафта од 65.000 тони, мал според стандардот на 1980, но огромен за своето време. Имаше 52 години и беше познат по своето обогатење од пред 10 години со само $12 во джебот. На 28 декември 1923 година умре Густав Ајфел. Тој остана во трајно сеќавање во целиот свет со изградбата на велелепната кула во 1889 година, која се издигна 320 метри над парискиот хоризонт. Ајфел беше инженер кој се истакна со своите извонредни достигнувања и во изградбата на многу железни мостови. По гласањето што траеше 13 дена, италијанскиот парламент на 28 декември 1964 година избра нов председател. Човекот што го избра беше Џузепе Сарагат. Социјалистот Сарагат беше прогонет од Италија за време на фашистичкиот режим на Мусолини. Имаше 66 години кога стана председател и на таа должност остана 7 години. На 28 декември започна кружната автомобилска трка од Лондон до Јужна Африка. На овој ден британскиот возач Џим Кларк влезе во историјата на автомобилските трки, освојувајќи рекорд од 7 Гранд При на една сезона. Потврден како шампион во 1963 година, Кларк ја водеше трката од почеток до крај. На 29 ноември 1920 година умре Марко Цепенков, собирач на македонски народни приказни, обичаи и умотворби. Роден во Прилеп во сиромашно семејство, уште од младите години се определува за терзискиот занает. Марко Цепенков, како терзија, имал можност, посетувајќи ги прилепските села, на лице место да ги слушне и запознае народните умотворби. Тој започнал да ги запишува и да ги собира народните приказни, умотворби, обичаи, така што станал еден од најголемите собирачи на народното творештво на македонскиот народ. Ноќта на 29 декември 1940 година Хитлер нареди да се уништи стариот град на Лондон, срцето на британскиот главен град. Германските бомбардери фрлија стотици бомби и подрачјето стана жариште на пожари. Имаше многу жртви.
но повеќето од зградите што беа уништени беа цркви и историски знаменитости. Според еден германски план и натаму требаше да се напаѓа Лондон, но планот беше попречен од невообичаено лошото време. Овие безсмислени напади врз Лондон го дигнаа моралот на британците против Хитлеровото варварство. Акробатското скокање со скии започна кон крајот на 1977 година. На 28 декември таа година се одржа атрактивен меѓународен натпревар и скокачите докажаа дека оваа форма на акробатика е спектакуларна, но рискантна. Во 1937 година Мирна Лој и Клер Гебел беа избрани за крал и кралица на Холивуд од страна на нивните милионски обожаватели. Мирна Лој беше славна по нејзиниот ладен хумор, додека Клер Гебел беше символ на машката убавина. To the motion picture fans, I express my sincere appreciation. And on ascending the throne, may I say that no queen has ever stood beside such a good-looking... Во ноќта меѓу 29 и 30 декември 1920 година кралската влада на Стара Југославија, под изговор дека Комунистичката партија на Југославија подготвува државен преврат, ја објави злогласната наредба позната под името Обзнана. Со обзнаната беа забранети Комунистичката партија на Југославија, комунистичката пропаганда, работните простори им беа затворени, комунистичкиот печат и сите други комунистички списанија. Во земјата започна затворање, гонење и малтретирање на комунистите. Започна белиот терор, кој траеше десетина години, кој беше потврден со заведувањето на 6 јануарската диктатура во 1929 година. На 30 декември 1971 година во Советот за безбедност Британија го употреби своето право на вето по 6-ти пат од постоењето на Организацијата на Обединетите нации. Are they to choose the road which, as we see it, would lead to an intensification of racial discrimination and apartheid? Council will now vote on the draft resolution. Those in favor? Како последица на тоа, африканскиот предлог за решавање на проблемот по Родезија автоматски беше отфрлен. Abstentions 5. Accordingly, the draft resolution is not adopted because of the negative vote of a permanent member of the council. Во Манила на 30 декември 1969 филипинскиот председател Фердинанд Маркос даде заклетва повторпат. Оваа церемонија беше одбележана со воена парада. На церемонијата присуствуваа шефови на 40 држави. Маркос е првиот филипински председател кој е избран повторпат. Но овој ден, во 1959 година, подрачјето околу реката Гарона во Франција беше поплавено. Нивото на реката Гарона се зголеми над 3 метри по силните дождови и неколку градови беа поплавени. Добро е познато дека спортистите се малку налудничави, но не е често тие вистински да се надпреваруваат за медал на лудост. Но таква беше наградата за шампионатот во кану на диви води, одржан во Англија во 1974 година. И кој може да каже дека овие надпреварувачи не го заслужуваат тоа?
Na 31. dekembri 1946. godina Народното собрание на Македонија го донесе првиот устав на Народна република Македонија. Првиот устав на нашата република представуваше акт од огромно значење за нашиот народ. Уставот како основен закон и рамка за целокупната општествена изградба ги озакони револуционерните придобивки на македонскиот народ врз принципите декларирани со одлуките на второто заседание на АВНОј и на првото заседание на АСНОМ. Тој во вистинската смисла на зборот представува прв устав во целокупната историја на македонскиот народ, потврдувајќи ги неговите вековни борби за своја државност и за свој слободен национален развиток. 31. декември 1971. Една недела завршување на индиско-пакистанската војна. Една слика на горчина почнува да се појавува по борбата. Ова е драматичен филм за еден индиски авион кој погоден се запалува и паѓа. Турскиот политичар Бюлент Еджевит на 31. декември 1978 година пристигна на состанокот во Турското народно собрание, каде што му се гласаше доверба на премиерот Демирел. Меѓутоа, приврзаниците на Еджевит претходно решиле да ги добијат гласовите и донесоа болен член на носила. На крај, Еджевит победи и формираше влада. Ова беше трет пат во 3 години, што тој формираше нова влада, бидејќи првите две беа од краток век. Лордот Маунтбатен, поранешен кралски заменик на Индија, се врати на активна должност на 31. декември 1958 година до неговото убиство во 1979 година од страна на ирски терористи. Тој остана една од британските највлијателни личности. На овој ден во 1970 година советскиот суперсоничен авион Ту-144 леташе со максимална брзина од 1500 мили на час. Советскиот сојуз, како што е познато, е прва земја во развојот на суперсоничниот транспорт, а Ту-144 спаѓа меѓу најдобрите авиони. На 31. декември 1971, последен ден од својот мандат, генералниот секретар на Организацијата на Обединетите нации УТАН одржа конференција за печатот. Запрашан за неговото мислење за изминатите 10 години, тој рече дека Организацијата на Обединетите нации многу постигна на полето на мирот меѓу народите во светот и дека со помошта на сите земји членки може уште повеќе да постигне. А сега, кога се наоѓаме на прагот на новата 1983 година, ве пренесуваме во неколку светски метрополи во предвечерието на новата година. Еве го Париз со Ајфеловата кула, 1978 година, од каде зрачи пораката Среќна нова година. Вака изгледаше Токио, јапонската метропола, пред 1978 година.
Ova je Moskva pred 1976. godina. Dragi gledatelji, s ovoj nastan je završuvano serията Временя луѓе настани. А это специально сделано. Ну, ну, скажи, какая. Классно.